Благодарам, почитуван председавач со комисијата. Барам процедурално, затоа што во моментот во Собранието на Република Македонија буквално се одвиваат повеќе комисии, имено во исто време е закажена комисијата за европски прашања, каде што ќе имаме своји излагања, веќе познати закони. Исто така, за непол час е закажана протоколарна посета на хрватскиот премиер, така да воопшто немаме услови да присуствуваме на таа седница ако почнеме со работа, затоа што сепак се работи за протоколарна средба, каде што примерно е навремено да бидеме вклучени во работата на пленарната седница, односно да бидеме ажурирани и на своите места, чисто за да го испоштуваме високиот гостин кој е во посета на нашата држава. Вие спомнавте, да бидам искрен пред да почне седницата, дека имате одредено сценарија 10 минути пред почетокот на седницата да ја прекинете оваа седница, меѓутоа сметам дека е многу малку време за да можеме да на некој начин благовремено се префрлиме во Сала Македонија, каде што со задоволство сакаме да присуствуваме на обраќањето на високиот гостин од Хрватска. Сметам дека ништо не менува овој пола час ако ја прекинете седницата и овозможете на некој начин да го испоштуваме гостот од Хрватска, а понатаму соодветно оваа седница по завршувањето на пленарната седница да биде усогласена со Комисијата за европски прашања и да соодветно можеме да работиме по точките кои се предложени на дневниот ред. Вака се ствара хаос, непотребна нервоза уште пред да почне самата седница. Таа седница е најавена многу порано, пленарната седница и присуството на Пленковиќ, така да мислам дека е фер од ваша страна да ја прекинете овде работата на оваа комисија, барем за известно време додека да заврши пленарната, за да можеме соодветно да присуствуваме на истата, а се надевам дека и ќе најдете начин да се синхронизират работите на оваа комисија со Комисијата за европски прашања. Воспротивно, ќе сметам дека ова е само обид за тенденциозно почнување на седницата и стварање на хаос кој не би посакувале да го гледаме во оваа комисија, затоа што сериозни работи се случуваат во образованието. Пред нас се сериозни работи кои треба да ги дискутираме и покрај тоа што имаме конкретни точки на дневен ред, меѓутоа многу отворени прашања, почнувајќи од безбедноста на децата, заканите со бомби, тоа што се случува со учебниците, тоа што се случува генерално со концепцијата за образование и така натаму, теми кои една по една, сака или не, мораме да ги отвориме, без разлика колку се горки или непосакувани во дадени околности, меѓутоа како политика мораме да најдеме соодветен приоритет, да разговараме и за тешките прашања и за горките прашања, за да соодветно најдеме решение како да продолжиме понатаму. Се надевам дека ќе најде на разбирање, нема да должам да ја злоупотребувам говорницата, барам од вас да ја прекинете ова седница, да продолжиме со после пленарната седница во една нормална околност и мирна атмосфера. Благодарам.